Веќе го гледате најпопуларниот македонец, драги мои, Тоше Проески, единствено на МС телевизија во ваква улога. Човекот тренира боречки вештини, инаку десетина години тренираше и кикбокс, сега веќе со неговиот личен и персонален тренер Дејан Недев, година и нешто, тренираат овде во Работнички. И веднаш по тренинг, после тренинг, долго време кажа дека си ги запоставил тренинзиве. Драг пријателе, во стрипот Супер Тоше си навистина херој, ама овде ни докажа дека и вака во реалноста не си бил лош воопшто. Па добро, сакам да тренирам веќе 10 години, значи единствено од помош тука ми е Дејан, значи пред се ми е другар, а после тоа и стварно многу ми помага да се одржам барем во кондиција. Се разбира дека не можам толку професионално да тренирам како што тренирам порано. Колегите мои од клубот од Крушево и понатаму продолжија да се занимаваат со спортот многу активно и успесите нивни докажуваат дека потекнуваме од добар учител, значи сите работат професионално и голем дел од нив се во специјалните единици во армијата, во полицијата, во обезбедувањето на функционерите високи. Значи, многу ми е жал од една страна што не можев да продолжам професионално да се занимавам со тоа, а од друга страна среќен сум што се занимавам со музика, ама сепак во таа дејност што ја работам јас, ми треба кондиција која единствено Дејан моментално ми помага да ја одржам. Здраво, Алјоша, здраво. Ете го Алјоша, ете го ќе дојде после. Аха, ете го. Чисто го правиш ова поради кондиција, така? Па и ради кондиција и ради килажата, пошто сум склон на брзи варијации со килограмите, значи многу ми варира телото, многу брзо ставам од вишок килограми и многу брзо ги вадам за среќа, што не е случај кај голем број на организми. Значи сите сме сведоци дека многу лесно се става, ама тешко се вади. Многу ми е мило тоа што од друга страна се занимавам колку толку со спортот, со оглед на тоа што тоа ми е единствениот начин да си го средам телото и психата како што треба. Од друга страна, психата ја спомнувам со оглед на тоа што јас не смеам негативно да реагирам никаде во јавност. Во секој човек се ствара негативна енергија, без разлика што е и како е. Значи, јас не сум ни светец, ни ништо надприродно. Јас сум нормален човек кој знае да се изнервира, ама за среќа знае да ја исконтролира психата и негативната енергија да ја извади на таа вреќата таму црна. Дејан, каков ученик беше Тоше пред една година, а каков е сега? Фино ти парира во борбите? Па, можевте да видите, да. Баш можам да кажам дека доста добро се слагаме, покрај тоа што тој тренираше вече 10 години друга боречка вештина, значи има некои заеднички точки, значи кога се работат ножните удари, но сепак сега се трудиме и ја исто така учам нешто од него и тој исто така. Значи тој е вистински професионалец, значи како во музиката на естрадата, така и кога ќе влезе во сала, тој до крај го прави максимално цел тренинг, значи издржува до крај. Доста сум задоволен. Да, кога ќе се договориме, значи за тренинг, доста е зафатен, но сепак секое слободно време го користи да тренираме заедно. Тони Цетински во еден текст вели: Тоше, имаш кроше, боли глава, боли ме. Боли све. Може да имам, не знам. Па ние го видовме тоа, ајде пак ќе се потсетиме на тие моменти. Тоше, имаш кроше. Ako se s njom